со цел да прикрие други лица кои што неовластено ги користеле системите за следење на комуникациите, издал устна наредба до раководните лица на другите организациони единици кои што стоят се во состав на одделот за оперативна техника, тоа се овие организациони единици. Прво осомничениот, второ осомничениот на ден 16.3.2015 година изготвил предлог кој што е доставен до секторот за правни работи и управување со човечки ресурси во рамки на Министерството за внатрешни работи, кој што е надлежен сектор да донесе решение нормално за формирање на таква комисија, со кој што повторно предлага да биде формирана ваква комисија. Решение со кое што е формирана комисијата. Мора да потенцираме дека решението го носи прво без да има законски основ да донесе директно решение за ништење. Понатаму треба да се потенцира дека во извештајот за попис кој што е спроведен на крајот на 2014 година во целото МВР, вклучително и за УБК, не е нотирана постоење на никакво технолошки застарена опрема во рамки на УБК која што е потребна да се ништи и да се растоварни возила собственост на Министерството за внатрешни работи и се носи во правно лице кое што е оспособено за ништење на ваков вид на опрема. Се работи за отпад, правно лице кое што работи со отпад на старо железо, таму опремата е однесена и во рамки на правното лице, освен членовите на комисијата и лицата кои што биле од правното лице, на лице место биле присутни прво осомничениот, второ осомничениот и четврто осомничениот.